Ова недемократска и режимска власт начело со ВМРО ДПМН на синоќашната седница на Комисијата за образование и наука продолжи со најдрско кршење на Уставот, законите и деловникот на Собранието на Република Македонија. Председателот на Комисијата, Олга Најденовска, на најбрутален начин го крши деловникот на Собранието на Република Македонија и го реализира сценариото на ВМРО ДПМН за предизвикување на физички инцидент. Спротивно на деловникот на Собранието, неосновано го крати времетрајањето на дискусиите на пратениците. Спротивно на деловникот на Собранието, го одзема правото на процедурални забелешки на замениците координатори, членовите на комисијата, замениците и останатите заинтересирани пратеници. Председателот на комисијата своеволно го толкува деловникот на Собранието и недозволено се обидува да го фалсификува гласањето на пратениците. Ова се факти за класично газење на правните норми во Република Македонија. Затоа денес пратеничката група на СДСМ и коалицијата поднесе интерпелација за работењето на председателот на комисијата Олга Најденовска, со која бараме итно да биде разрешено. Почитувани, ние нема да дозволиме вакво шверцерско и насилно носење на закони, ниту пак ќе дозволиме ВМРО ДПМН да не воведе во сценарио на конфликт и физички пресметки помеѓу пратениците. Благодарам. Повелете. Да, значи, прво, никогаш нема пракса после 18 часот да се закажуваат комисии. Таква пракса не постои и таа е закажена, предпоставувам, меѓу 16, околу 16 часот. Она што и на претходните пресконференции ве информирав и она што се случува 4 дена на комисијата, се случуваше и вчера исто. Значи, пратениците на опозицијата бараат исклучиво да се почитува деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, а тоа е да сите оние кои што бараат процедурални забелешки од координатор, заменици, овие кои што се наведени во пресод, да им се даде процедурално, бидејќи ние укажуваме на тоа дека господјата Најденовска не го применува деловникот како што треба. И затоа таа пробува на насилен и своеволен начин да ја води комисијата, бидејќи не знам дали сте информирани исто така дека 15 закони кои што беа претходно од страна на владата се повлечени. Без да даде процедурално на координаторите, на замениците членови, на членовите на комисијата и другите заинтересирани пратеници, отпочнува со постапка за амандмани, присвојувајќи го пред незе микрофонот и брутално ја крши постапката на тоа како се води постапка за прегледување на амандмани и гласање по нив. Не давање на збор на пратеници, не давање на процедурално. Едноставно со насилие, брутално, кое што го прави, и самоволие, се обидува да на насила ги се бидат прегледани амандманите и биде едноставно поминат законот во второто читање. Тоа не го дозволува деловникот. Одредбите кои што се во деловникот напишани, и тоа ќе ги добијате интерпелацијата за Олга Најденовска, јасно ќе видите кои се членови од Уставот и кои се членови од деловникот на Собранието ги крши. Значи, ние не почнавме со разгледување амандмани и за нас неприфатливо е никакво разгледување, ние бараме и сега ќе бараме во 11 часот со подпредседателот на Собрание на АТКО координацијата закажана од Велјановски, комисијата да биде вработена во правобитна состојба. А тоа значи сите процедурални забелешки да завршат, да нема кратење на дебатата на пратениците и да се отпочне со разгледување на амандманите. Да, апсолутно, ние поднесовме амандмани до крај. Ќе се држиме до тоа дека не сме да има кршење на Уставот и деловникот на Собранието. До крај. Не може да се продолжи со разгледување на амандмани затоа што тоа е против деловникот и против Уставот. Тоа не смее да го прави. И сите мерки демократски кои што ги имаме ќе бидат преземани, без разлика колку сака ВМРО ДПМН да не внесе во нивното класично сценарио на предизвикување на конфликти и физички инциденти. Друго? Да, остануваме на процедуралната до крај.